колешки и колеги, почитувана македонска јавност, мојот говор во врска со овој закон кој што го носат мнозинството со европско знаменце, а кој што нема ништо европско во него, ќе го започнам со соопштението кое што пред неколку часа излезе, односно го лиферува Сојузот на синдикати на Македонија. Вака вели: ги повикуваме пратениците на разум. 72 часа работно време не смее да се дозволи во Република Македонија. Ги повикуваме пратениците да не прават од работниците робови, единствено поради тоа што тие робуваат и слугуваат на одредени структури. Ги подсетуваме дека работниците не ги бирале да носат опасни по безбедноста и здравието на работниците. Не ги бирале за да им создаваат нечовечки услови за работа. Не ги бирале за да ги жртвуваат нив наспроти бизнис интересите на поединци. Повикуваме на разум, велат од Сојузот на синдикати на Република Македонија, на почитување на човековите и работничките права, на почитување на цивилизацијските придобивки, 8 часа работа, 8 часа рекреација, 8 часа одмор. Ги повикуваме пратениците да не се приклучат на нас работниците, на нас на синдикатите, на апелите на европските и светските синдикати, на апелите на Европската комисија, на ЕУ амбасадорот во Македонија, на експертите и така натаму и така натаму. Пратеничката група на ВМРО ДПМН се приклучува кон овие апели на Сојузот на синдикати на Република Македонија. Почитувани граѓани, донесувањето на ваков закон е во спротивност со темелната вредност на владењето на правото, предвидена во членот 8, став 1, алинеја 3 од Уставот, како спротивен на членот 9, според кој граѓаните пред Уставот и законите се еднакви. Со вакви измени се повредува правото на дневен и неделен одмор, односно дека е во спротивност со членот 32, став 4 од Уставот. Според Законот за работни односи, полното работно време не смее да биде подолго од 40 часа неделно. Всушност, и претходно во 2021 година имаше вакви неуставни обиди на товар на работникот. Поточно за градежниците на коридорите 8 и 10 да работат 60 часа, а не 40, како што е законски пропишано. Исто така и Уставниот суд на Република Македонија на седницата од 13.7.2022 година го укина членот 12 од Законот за утврдување на стратешки партнер за имплементација на проектите за изградба на договорот на коридорот 10 и коридорот 8. Во членот 12 меѓу другото беше предвидено работното време на секој работник во текот на целиот циклус на проектот да може да биде во просек 60 часа неделно во текот на неделата. 8-часовното работно време е една од најстарите придобивки на работничките и синдикалните движења. Впрочем, тоа и денес што го соопштија и кој што го бараат Сојузот на синдикати од нас пратениците. Ова е придобивка уште од 1886 година, каде што се избориле за 8-часовен работен ден, 8 часа одмор, 8 часа рекреација. Почитувана македонска јавност, мајсторот за криминал Артан Груби и неговиот чирак за криминал Димитар Ковачевски сакаат овде под брза постапка, без дебата во собранието, да донесат низа закони кои се во спротивност со голем број правни начела и уставни одредби. Наместо владата, овде по регуларен пат, во собранието, да донесе и да се обиде да објасни што прави и зошто ги предлага новите закони, како што е впрочем и процедурата, која што цело време ја прекршувате, тие сакаат да го протуркаат со европско знаменце и да нема расправа за законодавниот дом. Не може да биде европска вредност 60 до 72 часа работна недела, која што е спротивна, како што кажав, на Уставот, за која што и Уставниот суд веќе се има еднаш донесена одлука и истата е повторно спротивна на европските начела. Не може, почитувани таленти од власта, да биде европска вредност
експресно доделување на дозвола за експлоатација на минерални суровини, без строго почитување на постапката која што опфаќа заштита на животната средина, на археолошките локалитети, природните богатства и така натаму. Не може, господа од власта, да биде европска вредност во споставувањето на законски паралелизам, носењето на законски измени, по скратена постапка, повторно под пререзот на европско знаме е насилие и криминал. А кој што мајсторот за криминал Груби и неговиот чирак Ковачевски се обидуваат да го прават и во име на Европската Унија, што е целосно штетно и штети на евроинтегративниот процес на Република Македонија во Европската Унија. Опомени почитувана македонска јавност, почитувани господа пратеници кои што ја поддржувате оваа криминална влада и криминална власт, стигна амбасадорот на Европската Унија Дейвид Гир, порача дека европското знаменце треба да се употребува само кога станува збор за закони што се поврзани со европските норми и стандарди, но не и да се користи и да се избегне јавна дебата при носење на вака важни закони, како што впрочем сега вие тоа го правите. Сојузот на синдикати на Македонија, Конфедерацијата на слободни синдикати, КСОМ и УНСМ, кои што се најголеми централи во Македонија и во кои што членуваат повеќе од 150.000 работници, најостро ги осудуваат ваквите одлуки на владата по итна постапка и со европско знаме да се воведат неевропски вредности во Македонија. Владата, почитувани таленти од власта, дали знаете дека ви предлага закон со кој што воведува работно време како пред 137 години, со кој што овозможува работниците нечовечки да бидат експлоатирани во траење од 60 до 72 часа во текот на една недела, што е преседан и во светски размери и директен атак на здравјето и безбедноста на работниците и работничките права. Вакви осуди стигнаа и од Европската конфедерација на слободните синдикати ЕТУК, од Светската конфедерација на синдикатите ИТУК, Европската федерација за градежништво и дрвна индустрија и Светската организација на градежништво, во која што членуваат повеќе од 300 милиони членови, односно работници, и кои што рамо до рамо истите и тие застануваат до барањата на нашите синдикати овдека во Македонија. Мајсторот за криминал Артан Груби треба да знае дека криминалот не е европска вредност како што сака тој да го прикаже. И Артан, и Димитар го злоупотребуваат механизмот на гласање, закони со европско знаменце за да крадат во име на Европската Унија, што и штети и на државата и на нејзините граѓани во име на Европската Унија, а тоа сето на штета на репутацијата на Република Македонија, која што треба да ја градиме во позитивна насока, а не во насока на криминал. Подпишаниот договор од оваа криминогена влада на чело со ДУИ и нејзиниот помал партнер СДСМ е без национален легитимитет и консензус. А Груби вели дека ништо немало да ги спречи и дека тоа ќе чини дополнителни стотици милиони евра, а веднаш на почетокот ќе платиме 300 милиони евра, за кои што веќе и се префрлени, односно се исплатени повеќе од 220 милиони евра за проект, за работа, која што не е ни започната. Немаме ниту еден метар, ниту еден сантиметар автопат, а веќе се легнати 220 милиони евра, пари на граѓаните, кои што нашите и идните генерации тие пари треба да ги вратат. На сила, како што е тргната работата, ако пројдат овие закони, а гледам дека сте наумиле дека ќе ги помините овдека во собранието, со тоа можеме да ја обзнаниме и најголемата кражба во Република Македонија, која што се има случајно во 30 годишната самостојност на Република Македонија. Уште еднаш на крајот повикувам и јас на разум да се обединиме и да застаниме зад
работничките и човековите права овдека во Република Македонија. Благодарам.